Една од темите исто така беше и овој Совет за мир кој го прави во врска со Газа, бидејќи тоа е повторен упад во меѓународниот поредок, еден упад, едно наметнување, хегемонистички гест, Трамп упати покани до многу држави во Европа, особено во нашето вклучување. Сите, голем дел од нив, као Грција, Словенија, одбија затоа што рекоа дека ќе ги следат заедничката надворешна политика на Европската унија. Бугарите влегоа во таа приказка. За бугарите нели можеме да разговараме во друга прилика, особено со оваа оставка на Радев и таму таа поларизација меѓу проруски и прозападни сили која сега се случува, што ќе биде, мислам, доста драматична во иднина. Но поентата ми е дека ние едноставно не добивме покана. И сега што ако видиш, нели, Македонија очигледно не е никаде на списокот на Трамп и тој план на Мицковски, наскоро за 6 месеци ќе се сретне со Трамп, се повеќе се сомневам дека воопшто тоа има било каква основа за тоа. И погледни сега, не се поканети Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Јас слушав едно многу интересно толкување од еден интересен мој соговорник. Ако размислиш, тоа се државите во кои е активен српскиот свет. Слушува една многу поширока, потемелна јавна дебата во Македонија, бидејќи во меѓувреме не знам дали ја слушате и веста дека Лавров имал разговори со американската администрација во однос на Балканот. И сега, знаеш, малку тука не е јасно каде припаѓаме ние 4 држави кои овој пат не сме поканети од Трамп. Европска унија веќе не смета за reliable, релевантен партнер со оглед на нашето шурување со Трамп, поддршката бланко на Соединетите американски држави за сите нивни резолуции во Обединетите нации. И мислам дека ние малку по малку, ако не и се побрзо, почнуваме стварно тотално да се губиме во, да не го наречам поредок, во овие промени, во овие нови односи, во кои е многу важно каква позиција ќе земеме